левица, десница се работи за интерес на државата. Ова законско решение е добро, како што го објаснив на почеток и кажав зошто. Ние со ова законско решение го штитиме оној мал локален трговец кој што плаќа даноци во оваа држава, кој што гледа фамилија од таа трговија, кој што не виси на терет на државата како социјален случај кој што ние ќе го направиме ако ги штитиме големите конгломерати. И на крајот денот јас најискрено да ви кажам, како македонски граѓанин сметам дека нашиот македонски денар треба да заврши на македонскиот пазар, а не на пазарот во Кина. Така се штити државата и така се штити државниот интерес. Вашето левичарење во тој поглед јас не можам да го разберам. Тоа нема врска. Тоа е првата работа. Втората работа, јас ви кажав дека паралелно со овие закони, државата веќе почна, има акцијски план, има стратегија, почна да ги средува работите за кои што зборував. Меѓутоа јас сметам дека уште повеќе треба да притегнеме кон тоа поле. Сивата економија да ја нема, тоа е во интерес повторно на оние мали честни трговци кои што ги плаќаат давачките во нашата држава. Ако вие дозволите на големите конгломерати без данок да продаваат роба во вашата држава, од каде тогаш барањата за зголемување на минимални плати? Како ќе ја зголемиме? Од каде нови училишта, од каде нови болници, од каде нови градинки, од каде нови патишта? Па не може ако нашите пари завршуваат на кинески пазар. Таму ќе си бидат новите училишта, новите болници, новите патишта. На крајот од денот никој нема ништо против да се увезува роба од Кина или од кај било на друго место во светот. Едноставно треба да и биде под исти услови. Како што малиот трговец плаќа даноци, така треба и овие да платат даноци. Што е тука нерамноправност? Зошто вие сакате да имаме законско решение кое што е нерамноправно со оние малине трговци? Тоа е нерамноправно. Тој плаќа данок, овие сега нема да плаќаат данок. Предпоставувам дека се слагате дека е тоа во ред. Повторно ќе кажам, јас укажав, треба да се донесе ваквото законско решение, но треба да притегнеме и на двете области кои што во овој момент не ни се до крај стегнат. Ако сакаме да имаме држава и ако сакаме да функционира системот, ако не, нема врска сега ова со левица и со десница. Еднашка треба ние да сватиме дека кога се работи за закони во интерес на државата, сите заеднички треба да ги поддржуваме. Овој закон е тако. Благодарам. Благодарам. Контрареплика Реджеп Исмаил.